Старата битолска чаршија со околу 900 дуќани и преку 140 занаети професии беше дамарот на градот, каде се создаваше и каде се продаваше. Бројните занаети професии го диктираа темпото на животот на целокупното население и од градот, но и од околните места. Ударите на чеканот, звукот на машините, сјајот на срмата и сребрените нишки кои блеска од излозите мамеа со својата убавина. Денес старата битолска чаршија е полна со современо опремени продавници, а останати се некои кондураджи, лимари и уште еден ковач. Битолчанецот Менде Дучевски, еден од неколкуте останати лимари кој работи во чаршијата, вели дека занаетот го наследил од својот татко и го работи 63 години. Дучевски додава дека тешко се наоѓаат луѓе за оваа работа. Откој сум роден, 63 години. И сега уште една година си бегам на пензија, нема никој кој поќе да наследи овде. Млад кадар не постои. Бараме не постојат. Порано имаше сојаши на сколија 6 месеци на училиште, 6 месеци на пракса. Сега тоа нема поќе. Со цел да се зачувуваат старите занаети, како и поради се поголемата побарувачка на предмети од стари занаети, за кои кадар за нивна изработка нема. Владата објави нова мерка, обука на невработени лица за стекнување вештини кај занетчии на стари занаети. Обуките ќе се спроведуваат преку коморите на занетчии, а ќе ги држат веќе докажани и искусни занетчии. Тие од државата ќе добиваат по 30.000 денари од обучено лице, а невработените кои ќе ги посетуваат обуките ќе добиваат по 6.200 денари за храна и патни трошоци. Оние лица кои што ќе ги завршат успешно обуките ќе добијат прво сертификат за завршена обука, меѓутоа исто така оние кои што ќе имаат и идеја да се самовработат или пак желба да се самовработат, ќе бидат вклучени во програмата за самовработување, односно ќе им биде доделен грант во висина од 200.000 денари за првите 20 обучени лица. На огласот може да се јават сите кои се невработени без разлика на нивната возраст, се регистрирани во Агенцијата за вработување. Оние кои што се користат со социјална парична помош, исто така може да учествуваат во обука, со тоа што социјалната парична помош за трајање на обуката нема да се укине. Обуките за ковачи, бочвари, органџи, стаклари, оџачари и лимари ќе се држат низ повеќе градови во Македонија, ќе траат 6 месеци. Сите заинтересирани невработени лица ќе може да се пријават до крајот на април.